Македонски светители. Месец јануари. Свети Наум Охридски се празнува на 5 јануари Нов стил или 23 декември Стар стил. Преподобниот Наум Охридски е еден од најпознатите македонски светители и современик на свети Климент Охридски. Заедно со свети Климент бил еден од најблиските ученици и соподвижници на светите рамноапостолни Кирил и Методи. Од својата младост им се придружил на своите учители во Моравската мисија, трудејќи се во тамошната просветителска дејност повеќе од 20 години. Таму, во Велика Моравија и Панонија, им го проповедал Божјото Слово на тамошните народи, ги обучувал во писменоста и ги распространувал богослужбените книги, кои рамноапостолните браќа ги превеле од древномакедонскиот на средновековниот македонски јазик, денес познат како старословенски. Кога во 868 година Свети Наум и неговите учители и сотрудници отишле во Рим за да добијат потврда за своето дејствување, тие биле најсвечено пречекани од папата Адријан II. Тој го признал делото на македонските црковно-просветни дејци како богоугодно и ги осветил словенските, односно македонските црковни книги. Потоа ги ракоположил светите Климент и Наум заедно со другите свештеници и ѓакони и благословил да се служи литургија на словенски, односно македонски јазик во градските цркви. За време на целата мисија во Моравија, а особено по смртта на свети Методи во 885 година, Свети Наум и другите македонски апостоли претрпеле страшни искушенија од германското свештенство. Биле лажно обвинувани за ширење на ерес, тепани, исмејувани, хулени, претрпувале разни насилства, долги и бескрајни тегоби, тешкотии и затвори. Конечно, помладите презвитери и ѓаконите биле продадени на евреите како робови, а мнозина од другите просветители, меѓу кои и светите Гораст, Климент, Наум, Лавренти и Ангелари, биле протерани од Велика Моравија. После изгонувањето, откако стигнале до Дунав, преподобниот Наум заедно со светите Климент и Ангелари отпатувале во темата Паристрија во Македонската империја, каде биле благонаклоно пречекани од тогашниот паристријски кнез Борис. Во ова време настанала масовна христијанизација на туркмено-монголо-татарските колонизатори на Паристрија. Исто во 893 година, средновековниот македонски јазик, познат во науката и како старословенски, бил прогласен за официјален јазик меѓу овие доселеници во Паристрија. Мнозинството од овие татари се уште не знаеле да зборуваат на словенски, односно македонски, па биле принудувани да го учат нашиот јазик. Свети Наум извесно време престојувал во паристриските престолнини Преслав и Блиска. Во Преслав бил еден од организаторите на Преславската школа, каде работел 7 години, од 886 до 893 година, развивајќи учителска дејност. Таму го продолжил делото на своите учители, подкрепен од духот. Ја ширел писменоста, подготвувал свештеници, го објаснувал и толкувал Светото писмо и делата на светите отци, а понадарените свештеници ги поттикнувал да препишуваат црковни книги и да создаваат свои дела. Кога во 893 година свети Климент бил ракоположен за епископ Велички, на негово место за учител бил назначен светиот Наум. Во Охридската книжевна школа, преподобниот Наум успешно ја продолжил целокупната дејност на свети Климент Охридски. Тој бил пример за сите со својата целосна посветеност во служба на црквата и народот. Неуморно се трудел во својата преведувачка дејност, а особено над преводот на Светото писмо од древномакедонскиот на средновековниот македонски, односно така наречен старословенски јазик. Познато е и дека се занимавал со творечка дејност и нему му се припишуваат делата Канонот за апостол Андреј
и канонот за пренесување на моштите на Јован Златоуст. Изградил и манастир во чест на светите архангели на јужниот брег на Охридското езеро, кој бил осветен од епископот Климент Охридски. Овој манастир станал извор на благочестие и прибежиште за бедните. Околу Свети Наум се собрале многу монаси, бидејќи бил мудар учител, строг подвижник, чудотворец и молитвеник. Свети Наум се подвизувал во Охридскиот манастир 10 години, од 900-та година, па се до крајот на својот живот. Важно е да се спомне дека мнозинството житија напишани за Свети Наум кои денес се среќаваат, содржат премногу грешки. Тоа е последица од механички преведувања од записи и преводи, најчесто од бугарски јазик, во кои има многу фалсификувани историски податоци на штета на нашата македонска историја. За жал, оригиналните житија на нашите светии често биле уништувани или крадени и изнесувани од Македонија и завршувале некаде по светските библиотеки или во тајни фиоки. Житијата што се распространети денес се во голема мера манипулирани и имаат антимакедонски белези. Например, во многу денешни верзии на житието, пишува дека Свети Наум од Рим отишол во Бугарија, а некаде се спомнува и некакво така наречено Бугарско царство. Важно е да се истакне дека во тоа време никаква Бугарија и нејзино царство не постоеле, туку само Паристрија како тема во Македонското царство. Исто, јазикот од кој Свети Наум заедно со Светиот Климент и нивните учители ги преведувале црковните книги, не бил никаков грчки, туку дијалект на древномакедонскиот пелазгиско-протословенски јазик, што црквата во Македонското царство го употребувала во богослужбите, но по подолг многувековен изминат период, во некои делови од пространата Македонија, народот не го разбирал добро, како денес, например, црковнословенскиот. Тоа всушност бил јазикот на кој од давнина зборувале македонците во областа Мореја и е познат како морејски или егејски. Арапите, познати како елини, го презеле од македонците и почнале да го користат овој јазик дури по нивното доселување во Мореја. Херодот јасно кажува дека елините ги презеле првите зборови од домородните пелазги и дека немале свој автохтоно писмо, но писмото го презеле од древномакедонските феникици. Инаку, истиот автор тврди и дека елините презеле поголем дел од митологијата на македонските пелазги. Навистина илузорно е да се тврди дека во Македонското царство, така наречено Византија, се зборувало на грчки, кога е факт дека во неговите граници немало така наречени грци, односно арапи, освен во неколку мали приморски делови, во најјужниот дел од полуостровот, во Мореја. Сушност, до првите децении на 19 век, не биле познати лексичките форми од типот грк, грци, Грција или грчки. Исто, погрешна е информацијата дека пред Свети Кирил и Методи и нивните ученици Наум и Климент, македонскиот народ немал писменост. Нашиот народ од давнина користил модифицирана верзија на древното феникиско-македонско писмо Црти и Рецки, од која многу подоцна, со некои додатни модификации, се образува кирилицата. Денес постојат многу артефакти и научни докази за ова. Да, низ вековите нашиот јазик и азбуката претрпувале измени и реформи, но факт е дека јазикот е жива материја и постојано се менува и усовршува. Најдобар пример за тоа е колку денешниот македонски јазик се променил низ вековите во однос на црковнословенскиот, односно старомакедонскиот, па и денес црковните книги се преведуваат од црковнословенски на овој современ македонски јазик. Свети Наум, Охридскиот чудотворец, го завршил својот земен пат на 5 јануари во 910 година. Починал во манастирот што сам го основал на возраст од 80 години и бил погребан лично од Свети Климент во манастирската црква. Набргу по смртта, Светата црква го вброила во соборот на светиите, заради светоста на неговиот живот и чудата кои се случувале и додека бил жив, а и по неговото представување. До денес, мнозина го посетуваат манастирот Свети Наум и се честните мошти на светиот кои таму почиваат,
и добиваат најразлични исцеленија и помош во искушенијата и бедите. Особено е познато дека Свети Наум лекува од психички проблеми, униние и депресија. Преподобен оче Науме, моли го Бога за нас. Преподобен Никодим Прилепски се празнува на 8 јануари, нов стил, или 26 декември, стар стил. Преподобниот Никодим бил роден во Прилеп, Македонија, во 1320 година. Тој бил еден од многобројните плодоносни изданоци на велелепната лоза на Синаитите, кои поттикнати од својот предводник и светилник, преподобниот Григори Синајски, им го предавале словото за умносрдечната молитва Исусова на оние што имале жед да си ги очистуваат срцата со божествениот оган, да живеат и да умираат само за Господа. Никодим од детството бил воспитан во побожност и во православната теологија. Од се срце го засакал монашкиот живот и го молел Бога да го удостои со монашки чин. Бог му ја исполнил оваа желба, испраќајќи кај него некои монаси од светогорскиот манастир Хиландар. Тој веднаш заминал со нив на македонската Света гора, каде се замонашил и брзо се извишил со својот рамноангелен подвиг, па бил удостоен и со свештенички чин. По смртта на игуменот, како монах совршен во добродетелите и исполнет со секое божествено и човечко знаење, за игумен еднодушно го избрале Свети Никодим. Како голем духовен светилник, им бил познат и омилен на сите подвижници и црковни пастири од тоа време. Според неиспитливите патишта Божи, заминал од Света гора на територијата на денешна Србија, каде кнезот Лазар сакал да го издигне на висока духовна позиција. Желен за молитвено тихување во осаменост, блажениот му заблагодарил на кнезот, но го одбил, а се населил во близината на Кладово, покрај Дунав. Тука, на пастирот кој повеќе сакал да се подпре на десницата Божја, отколку на почитта на честниот овоземен кнез, самиот Бог повторно му донел стадо кое постојано растело во духот и се умножувало. Имено, со својот возвишен живот, Свети Никодим и овде заблескал толку силно, што околу него се собрале многобројни монаси од Света гора и од други краишта на денешниот Балкан. Тука подигнал црква посветена на Пресвета Троица и во новоустроениот манастир го вовел подвигот на светогорските исихасти. Потоа, по Божјо откровение, со дел од браќата од манастирот кај Кладово преминал на другата страна на Дунав и се населил во угровлашките краишта, во Северински банат, близу денешниот град Тур-Северин во Романија. Заедно со овие монаси, на реката Водица Свети Никодим устроил прекрасен манастир посветен на Свети Антони. Во 1374 година, влашкиот господар Владислав Влајка Воде со повелба ја потврдил самовласноста на манастирот Свети Антони на Водица. Заради неговата извонредна ученост и мудрост, повикан од кнезот Лазар, Свети Никодим ја помагал дипломатската мисија за помирување на црквата на Рашка, денес наречена Српска, и Константинополската патријаршија, после едностраното прогласување на црквата на Рашка за патријаршија во 1346 година. Патријархот Филотеј и царот биле восхитени од смирението и мудроста на преподобниот Никодим. Преподобниот, со светоста на неговиот живот, дал значаен придонес во одлуката на Цариградската, односно Константинополска патријаршија, да ја укине анатемата со која ја осудила Рашката црква. Потоа, во Влашка, со помош на влашкиот војвода Раду, го подигнал големиот манастир Тисман, кој се наоѓа на реката Тисман и е посветен на Пресвета Богородица. Свети Никодим устроил уште неколку цркви и манастири во Романија, како и во Молдавија, како што се црквите Вратно и Монастирицу и манастирот Прислоп.
Сите негови манастири станале духовни расадници на монаштвото и на духовниот живот во овие земји. Свети Никодим се упокоил во Господа на 8 јануари, односно на втор ден Божик, кој е посветен на Пресвета Богородица, во 1406 година во манастирот Тисман. Владетелите од династијата на Басарабите сакале да ги пренесат моштите на преподобниот во престолнината и градот да го предадат во негова заштита. Но волјата на светителот била поинаква. Тој посакал неговите останки да бидат сокриени, на место што до денес останало непознато. За утеха, благоизволил на верните да им го остави показалецот од десната рака, со кој за време на животот непрестано покажувал кон Христа и неговото царство, како и оловниот крст кој го носел околу вратот додека се подвизувал. Преку овие свети мошти оставени од преподобниот, до денешен ден се случуваат многу чудеса. Православните романци до денес го почитуваат Свети Никодим како свој просветител, а го именуваат со благодатното име Осветен. Неговиот лик ги украсуваат зидовите на многу цркви во Романија. Представен е со свештеничко одејание, со Евангелието во рака, или пак во монашка риза и свиток во рацете и често со срна до себе, како символ за убавината на неговата кротка душа. И во нашата Македонија Свети Никодим е живо присутен. На евхаристиските собори во Прилеп и Пелагонија, тој е повикуван како молитвен застапник пред Господа. Прески со неговиот образ се насликани во црквите Благовештение, Скопски клинички центар, Свети Никола, манастир Љубанци и Свети Наум Охридски во Скопско Радишани. Името на преподобниот Никодим, кој е украс и учител на монасите, го носат и некои македонски монаси и монахињи, а неговата служба, преведена на современ македонски јазик, се пее во прилепските манастири. Преподобен Оче Никодиме, моли го Бога за нас. Сетамаченичка Анисија се празнува на 12 јануари Нов стил или 30 декември Стар стил. Света Анисија била родена во Солун од угледни и богати родители и воспитана во Христовата вера. Рано останала сираче и целата се предала на богомислие и на молитва во својот дом. Побудувана од Христовата љубов, често велела: "О лажен животу на младите, зашто или соблазнуваш, или се соблазнуваш. Подобра е староста, но тага ме обзема заради должината на времето кое што ме дели од небесните." Подоцна сиот свој имот го продала и им го раздала на бедните, а самата живеела од трудот на своите раце. Држала строг пост, спиела многу малку и непрестано леела солзи за време на молитвите. Кога ќе ја совладал сон, си велела себе си: "Опасно е да се спие кога мојот непријател бдее." Во тоа време, свирепиот цар Максимијан издал проглас дека секој може да убие христијанин кога ќе го сретне, без суд и осуда. Еднаш оваа света девојка излегла за да оди во црква. Тој ден бил незнабожечки празник на сонцето. Некој војник ја видел убава во лицето, па и пристапил со нечиста желба и ја прашал за името. Таа се прекрстила и му рекла: "Јас сум слугинка Христова и одам во црква." Кога дрскиот војник ги пристапил поблиску и почнал да изборува безумни нешта, таа го отурнала и му плукнала во лицето. Војникот ја удрил со меч под ребрата и ја пробудил. Така, оваа света девица пострадала во 298 година. Христијаните чесно ја погребале, а Бог ја овенчал со маченички венец во своето царство. На нејзиниот гроб била изградена црква. Света маченице Анисија, моли го Бога за нас. Свети Гаврил Светогорец, епископ Велички.
се празнува на 12 јануари, нов стил, или 30 декември, стар стил. Светиот епископ Гаврил Велички Светогорец, чие крстено име е Мијалче Парнаџиев, се родил во 1926 година во Штип. Потекнувал од занаетчиско семејство. Уште додека бил мал, неговите побожни родители му ја всадиле љубовта кон Бога. По завршувањето на основното и на средното училиште во Штип и по краткотрајното работење како службеник, се запишал на факултетот за ликовна уметност во Белград. По дипломирањето во 1955 година се вратил во родниот град, каде работел како професор по историја на уметноста и ликовно образование во тамошната гимназија. Паралелно со оваа работа се занимавал и со вајарство, при што како исклучително талентиран скулптор создал неколку значајни дела. Во 1960 година се преселил во Скопје, каде работел како слободен уметник. Од 1963 година почнува вториот период од животот на Мијалче. Тој, повикувајќи се на призивот Царевото на царот, а Божјото на Бога, заминал за Света Гора со намера таму да го помине остатокот на својот земен живот. Меѓутоа, таму бил во доста незавидна положба, зашто никој од манастирите не го прифаќал официјално во своите братства, заради тоа што бил македонец. И покрај некои празни ветувања дека ќе може да остане во манастирот Хиландар, сепак работите се одвивале поинаку и тоа никогаш не било одобрено. Така, светиот одел од манастир во манастир, зрачејќи со побожност и кротост, поради што секаде бил најсрдечно приман, но само како привремен гостин. Ги посетил сите манастири во Света Гора, а најмногу се задржал во рускиот Камена, каде извесно време бил послушник на 84 годишниот руски монах Татјан Иванов. На Света Гора, во манастирот Свети апостол Павле, Мијалче Парнаџиев бил пострижен како монах и го добил духовното име Гаврил. За сето време додека престојувал во Света Гора, Свети Гаврил избегнувал контакти со луѓето. Зближувањето со Бога сметал дека најдобро може да се реализира преку оддалечувањето од луѓето. Единствени контакти вредни за спомнување се познанствата воспоставени по сила на неопходноста со тогашните млади српски монаси, а подоцна архиереи отец Митрофан, отец Атанаси Евтиќ и отец Амфилохи Радовиќ. Нив посебно ги молел да може да биде примен во манастирот Хиландар, но сите негови напори останале без резултат. Откако по многу барања и молби, добил официјален одговор од грчките власти дека нема да му биде дозволено да добие легален статус на жител на Светата Гора, Свети Гаврил го прифатил тоа како Божја волја и решил да се врати во Македонија. По доаѓањето во Македонија, тој престојувал во повеќе манастири, како што се Света Богородица во село Побожје, Скопско, Света Богородица во Матка, Скопско, Свети Димитри Марков манастир, а во декември 1975 година бил назначен за игумен на Лесновскиот манастир. Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, со одлуката од 30 јуни 1981 година, го одликувал со архимандритски чин. Светиот Гаврил во круговите на Македонската православна црква и пошироко е познат како редок испосник и подвижник, а и како плоден автор на повеќе прозни и поетски творби, пишувани на духовно-морални теми. Меѓу нив познати се неговата стихозбирка 33 песни за Ерусалим, издадена во 1975 година, Света Гора, небесна земја, издадена во 1978 година, Пред најголемиот јубилеј на човекот, издадена во 1980 година, 2000 годишнината на христијанството е на прагот, издадена во 1981 година, Чудата на Пресвета Богородица, издадена во 1984 година, што е превод,
Правила и одредби на Православната црква за постот, издадена во 1994 година, како и други научни студии со богословска, историско-национална и уметничка содржина. Освен тоа, службеното гласило на Македонската православна црква има објавено десетина негови пократки написи со различна содржина. Некои негови наслови се објавени и во Руската задгранична православна црква во Америка. На 28. август 1989 година, архимандрит Гаврил Барнаџиев бил хиротонисан за викарен епископ на архиепископот Гаврил со титулата епископ Велички. Наречението се случило на претходниот ден, на 27. август, а самата хиротонија на денот на успението на Пресвета Богородица, која што тој многу ја почитувал. На денот на самата хиротонија, по литургијата, додека другите се подготвувале да го овековечат овој свет настан со заедничка фотографија, отец Гаврил се задржал во храмот и половина час не можел да ги собере солзите. Тие солзи биле потикнати од длабоко смирение дека не е достоен да го носи тој возвишен чин и од благодарност за Божјата неизмерна љубов и милост. Меѓутоа, тие солзи се лееле и од уште една причина. Свети Гаврил знаел дека наскоро ќе ги напушти сите оние кои заради него дошле да се радуваат и дека ќе ги остави сираци. На малкумината што останале со него по литургијата им рекол: "Вие ми дојдовте на погребение." Тие го укориле да не зборува така и дека тој ден е радосен ден за сите, но Свети Гаврил убедливо тврдел: "Не, вие денес ми дојдовте на погребение." Од друга страна, светиот се радовал што скоро ќе замине за Ерусалим, како што тој си го нарекувал Царството Божјо. 3 дена пред своето упокојување, тој ги повикал кај себе селаните од Лесново за да се прости со нив и им рекол: "Чеда мои, досега бев со вас, а сега веќе одам во горниот Ерусалим и пак ќе бидам со вас и ќе ве чекам во небесниот Ерусалим." Посебен дар од Бога е кога ќе си го знаеме денот на нашата смрт. Тоа им се дава само на големите праведници, како што бил и Свети Гаврил Светогорец, епископ Велички. Си ја предвидел својата блиска смрт и самиот си ослужил 40 за упокоени литургии. На 40-тиот ден се упокоил мирно во Господа. Тоа било на 12 јануари 1990 година. Раскажувал дека на тие негови последни литургии му пееле ангели. По неговото упокојување, некои селани од Лесново тврделе дека над неговиот гроб гледале светлина во вид на огнен столб. Забележани се и чудесни излекувања, поврзани со неговите свети мошти. Свети Гаврил, епископ Велички, моли го Бога за нас. Света Синклитикија се празнува на 18 јануари, нов стил, или 5 јануари, стар стил. Житието на Света Синклитикија го запишал светиот Атанаси Велики, кој живеел од 293 до 373 година. Посебна вредност во ова житие имаат зачуваните мудри мисли и поуки, што Света Синклитикија ги упатувала до христијаните. Света Синклитикија била родена во 270 година. Таа била основателка на првата монашка заедница во 4 век. Свети Атанаси бил толку восхитен од она што го знаел за христолюбието на Света Синклитикија, што решил сето тоа да го запише. Податоците за незиниот живот тој ги запишувал од она што го слушал од другите, но и како резултат на неговото лично познанство со Света Синклитикија, која била 23 години постара од него и за која се смета дека го криела Свети Атанаси за време на еден од неговите прогони. Во врска со причините што го навеле да го запише житието на Света Синклитикија, Свети Атанаси пишува: "Ние, следејќи го според својата моќ, она што се однесува до личноста на блажената Синклитикија, и слушајќи понешто од незините врсници во врска со незиниот прв живот, и просветувајќи се до некаде од овие податоци,
Решивме да го запишеме ова, собирајќи за себе спасоносна духовна храна. Во продолжение на нејзиното житие, Свети Атанасија спомнува Македонија како земја на нејзиното потекло. Тој пишува дека семејството на Света Синклитикија се преселило од Македонија во египетскиот град Александрија, кој бил основан од Александар Македонски. Во житието читаме: оваа света именичка на Небесниот Совет потекнуваше од македонската земја. Нејзините предци, откако слушнале за боголюбието и христолюбието на александриците, тргнале од Македонија во градот на Александар Македонецот. Откако стигнале во земјата Александриска, виделе дека стварноста таму е многу подобра отколку што се зборувало и затоа со радост останале таму да живеат. Но тие не се радувале на многобројниот народ, ниту на големината на тамошните градби, туку се радувале затоа што таму нашле цврста и единствена вера, заедно со искрена љубов, па затоа својата нова татковина ја ставиле пред првата. Во продолжение, Свети Атанаси пишува за незиното семејство. Света Синклитикија имала уште една сестра и двајца браќа, но едниот брат умрел како дете, а другиот на 25 годишна возраст, непосредно пред својата свадба. Света Синклитикија била многу убава девојка, но убавината не ја интересирала и покажувала интерес исклучиво кон духовниот живот. Во врска со ова Свети Атанаси пишува: таа била многу убава девојка, така што мнозина ја барале нејзината рака уште од најраната младост, привлечени или поради нејзиното богатство, или поради угледот на нејзините родители, или пак ги распалувала убавината на оваа девица. Нејзините родители со сите сили ја потекнувале на брак, настојувајќи преку неа да си го зачуваат потомството. Но таа целомудрена и племенита по душа, воопшто не се согласувала со овие совети на родителите, туку слушајќи за световниот брак, си го замислувала божествениот брак и презирајќи ги оние кои ја барале нејзината рака, единствено тежнела кон небесниот младоженец. Свети Атанаси пишува дека Света Синклитикија била достојна ученичка на Света Текла, маченичката од Александрија. Тој пишува дека на обете младоженец им бил Христос, а брачна соба им била црквата. Истоветна им била љубовта кон Бога, затоа што обете биле удостоени со исти дарови и со исти подвизи се подвизувале. Откако подсетува дека Света Текла била фрлена жива на зверовите од страна на римјаните, Свети Атанаси пишува дека и Света Синклитикија многу страдала во земниот живот заради љубовта кон Христа. Опишувајќи ги нејзините духовни особини, Свети Атанаси пишува: окото на Синклитикија не се воодушевувало од разновидните ткаенини на фустаните, ниту од разните бои на скапоцените камења. Нејзиното уво не било измамено од музиката, ниту пак инструментите можеле да ја ослабат нејзината душевна сила. Нејзи исто така не можеле да ја разнежнат ниту солзите од родителите, ниту каков било друг совет од некој роднина. Носејќи диамантска мисла во себе, таа не се поколебала со умот, туку ги затворила сите врати на своите сетила, за да може да разговара насамо со својот младоженец, спомнувајќи ја реченицата од Светото писмо: мојот возљубен е мој, јас пак сум негова. Од Песна над песните, глава 2, стих 16. Откако починале нејзините родители, Света Синклитикија ја зела со себе и својата сестра која била слепа. Тие се населиле надвор од градот, откако претходно го распродале целото своје богатство, а парите им ги раздале на сиромашните. Тогаш Света Синклитикија си ја исекла косата, со што го симнала од себе и последниот женски украс. Така таа била целосно подготвена да се подвизува, иако уште во својот дом била навикната на подвизи. Во врска со односот на Света Синклитикија кон постот, Свети Атанаси пишува: преподобната Синклитикија не го забораваше ниту постот како спасоносен лек за телото. Таа толку го сакаше постот, што сметаше дека ништо не му е рамно. Таа го сметаше постот како чувар и темел на се.
Свети Атанаси пишува за подвизувањата на синклитикија во монашкиот живот, при што заклучува дека таа надминала многу други кои пред неа живееле ваков живот. Но тој вели дека таа никому не му дозволувала да го наблюдува нејзиниот монашки живот. Во врска со ова, Свети Атанаси пишува: Ние не сме во состојба да го опишеме секојдневното подвижничко живење на преподобната Синклитикија, затоа што таа не дозволуваше никому да го гледа таквиот нејзин живот, ниту пак сакаше оние кои знаат за тоа да бидат гласници на нејзините добри дела. Таа толку не се трудеше да прави добрини, колку што се трудеше тие да бидат скриени и чувани од неа. Тоа пак не го правеше од семена од гордост, туку опфатена од Божјата благодат. Од овој извадок најдобро се гледа дека Свети Атанаси лично ја познавал Света Синклитикија. Света Синклитикија успешно се борела против сите искушенија. Нејзиното оружје била молитвата, а штити биле љубовта, надежта и верата во Бога. Се хранела само со лепи вода и спиела на земја. Набрзо мнозина разбрале за нејзините духовни подвизи. Многу жени почнале да доаѓаат во нејзиното скромно живеалиште за да научат нешто корисно. Мнозина ја прашувале како да се спасиме, но таа се повлекувала во себе и цело време молчала, а нејзините длабоки воздишки солзи им го давале вистинскиот одговор. Еднаш некои жени упорно инсистирале да им зборува за големите Божи дела и по нивното интензивно инсистирање Света Синклитикија само изговорила: Не ограбувај сиромав, заштото е сиромав. Од книгата Соломонови изреки, глава 22, стих 22. Жените и натаму настојувале да ги подучува за верата, но таа скромно им одговорила: Зошто мислите дека јас грешната нешто правам или подучувам? Сите нам заеднички учител ни е Господ. Сите црпиме вода од еден ист извор и од иста дојка со млеко се доиме, а тоа е Стариот и Новиот Завет. Жените и натаму инсистирале да им зборува, а блажената Синклитикија на крајот се сожалила и сватила дека треба да им зборува не заради пофалби кон себе, туку заради нивна корист. Во продолжение на нејзиното житие, пишува што таа им зборувала на љубопитните жени во врска со спасението. Најпрво им го цитирала светиот евангелист Матеј, глава 22, стихови од 37 до 39, при што им рекла да го љубат Господ Бог со целата своја душа и да го љубат ближниот свој повеќе од самите себе. Таа им рекла: Малубројни се овие зборови, но во нив лежи голема и бескрајна сила. Потоа им кажала и други мудрости од Светото Писмо. Ги советувала како да се бранат од искушенијата и од телесните страсти со помош на молитвата кон Бога. Им раскажувала да го љубат материјалното сиромаштво и да постат. Свети Атанаси детално ги опишува нејзините мудри зборови со кои ги подучувала жените. Меѓу другото, Света Синклитикија им рекла: Прво уништете ја својата страст, односно стомакоугодието и уживањето во убавите јадења, а така подоцна лесно ќе можете да се одречете од поседувањето материјални добра. И ѓаволот полесно битува победен од сиромаштолюбците, затоа што нема со што да им нанесе штета. Најголемиот дел од штетите и искушенијата се случуваат заради лишување од материјалните добра, додека кај сиромашните нема што да се оштети. Колку што е сиромаштолюбието убаво и корисно, исто толку е сребролюбието лошо и погубно за стекнување пороци. И со право Божествениот Павле рекол дека сребролюбието е причина за сите зла. Од првото послание до Тимотеј, глава 6, стих 10. Познато е дека сребролюбието е причина за сите страсти, алчност за богатење, кривоклетство, кражби, киднапирања, блуд, завист, омраза меѓу браќа, кавги, идолопоклонство, лицемерие, подсмевање. И затоа апостолот со право го нарекува мајка на сите пороци. Сребролюбците не само што ќе бидат казнети од Бога, туку тие и самите себе се опропастуваат, затоа што имајќи во себе вгнездено ненаситна страст,
тие никогаш не доаѓаат до својата цел и затоа постојано во себе имаат неизлечива рана. Кога сребролюбецот нема ништо, тој малку посакува, а кога го добива тоа малку, тогаш сака нешто повеќе. Кога ќе заработи 100 златници, тој од нив се соблазнува, стремејќи се кон бескрајно богатство. И така, сребролюбците никогаш не доаѓаат до својата цел и постојано се жалат дека се сиромашни. Сребролюбието секогаш со себе ја носи љубомората, а таа прво го разјадува оној што ја има во себе. По продолжение, света Синклитикија зборувала за маките и за физичките тешкотии со кои се соочува жената во световниот живот, поучувајќи ги како полесно да ги надминат со помош на молитвата и љубовта кон Бога, без опасност да паднат во искушенијата што им ги подготвува ѓаволот. Потоа им зборувала на жените за гордоста како најголемо зло. Гордоста е најголемо од сите зла, а тоа го покажува и нејзината спротивност, смирено умието. Тешко може некој да се стекне со смирено умие, затоа што додека човек не се ослободи себе си од секоја слава, не може да го добие ова богатство. Согледувајќи ја цврстината и постојаноста на оваа особина, апостолот ни заповеда неа да ја прегрнеме, па што и да правиме корисно, сите да се облечеме во неа. Од првото послание на свети апостол Петар, глава 5, стих 5. Дека смирението е добро и спасоносно се гледа и од тоа што Господ, вршејќи спасение над луѓето, и самиот се облекол себе си во смирение, па вели: Поучете се од мене, бидејќи јас сум кроток и смирен по срце. Евангелието според Матеј, глава 11, стих 29. Потоа света Синклитикија им зборувала на жените за радоста во монашкиот живот. Во почетокот има голема борба и труд кај оние кои приоѓаат кон Бога, а подоцна се јавува неискажана радост. Како опасен порок таа го спомнала и злопамтењето, објаснувајќи им дека тоа е потешко и од гневот. Гневот, откако како чаткен ја помрачи душата, за кратко време исчезнува. А кога злопамтењето ќе се всели во нашата душа, таа станува полоша и од звер. Во врска со гневот света Синклитикија рекла: Зошто го мразиш човекот кој ти нанесол зло? Не ти нанесол тој никакво зло, туку тоа ти го направил ѓаволот. Не мрази го болниот, туку болеста. Потоа им зборувала за злото што доаѓа од озборувањето, нарекувајќи го како тешка и опасна страст. Ги советувала да не се ситат на несреќите на другите и да избегнуваат да слушаат озборувања. Света Синклитикија ги подучувала жените да ги сакаат сите луѓе на светот. Не треба да ги мразиме непријателите, затоа што Господ со својот глас ни заповеда: Не љубете ги само оние кои ве сакаат, затоа што тоа го прават и грешниците и цариниците. Од Евангелието според Матеј, глава 5, стих 46. Господ не заповеда љубов само кон еден човек, туку кон сите луѓе. Им кажувала и други поуки и мудрости, со кои на едноставен начин им го објаснувала вистинскиот пат кон Бога. Таа им рекла дека подеднакво блиски до Бога се и оние кои живеат честен семеен живот, како и оние кои живеат монашки живот. Ги критикувала оние кои веруваат во судбината, велејќи дека тие се жртви на ѓаволот и дека со нивното верување во судбината, овие празноверци всушност барале изговор за своите гревови, односно, според нејзините зборови, дека на таков начин тие сакаат да ги исклучат Бог и Божиот суд од својот живот, дека тие всушност прават се за да одречат дека имаат слободна волја. Меѓу многобројните изреки и поуки што ги искажала света Синклитикија се и следните: Ако постиш, немој да зборуваш дека ќе се разболиш, затоа што и оние кои не постат ги добиваат истите болести. Ако си започнал добро дело, немој да се откажуваш заради тоа што непријателот те попречува, затоа што тој ќе биде победен од твоето трпение. И оние кои поаѓаат на пловидба, имајќи најпрво поволен ветар, ги распнуваат едрата, но кога набргу ќе им наиде спротивен ветер, тие не се враќаат назад против него, туку се спротивставуваат на бурата и малку пречекуваат додека да помине,
а потоа ја продолжуваат пловидбата. Така треба и ние да направиме кога ќе не нападне спротивен ветер. Да го распнеме крстот наместо едрата, пошто лесно ќе завршиме нашата пловидба. Во последниот дел од житието на света Синклитикија, свети Атанаси пишува дека ѓаволот толку ја омрзнал оваа преподобна девица, што и донел болест на рацете и нозете на кои се појавиле отворени рани. Тој пишува дека постојано имала температура и дека и биле оболени белите дробови. Сушност, болеста й се појавила кога била во длабока старост на 80 години. Свети Атанаси пишува како повод за незината болест, ѓаволот направи во незиното грло да навлезе едно ковче. Грлото й загнои, а гноењето се прошири и го зафати целото тело. По 2 месеци многу делови на незиното тело поцрнеа, а гној и тешка смрдеа го зафатија целото незино тело. Во врска со незиниот отпор кон болеста, напишал: Јуначке поднесувајќи ја својата болест, блажената не попушти со духот, туку и натаму се бореше против ѓаволот. И продолжи таа со своите добри поуки да ги исцелува оние кои ѓаволот ги рануваше. Монахињите кои престојувале со неа и довеле лекар, но таа најпрво одбила да ја прими лекарската помош. Подоцна, сожалувајќи се на молбите на монахињите, се согласила да биде лекувана, пошто лекарот успел да ги отстрани загноените делови од телото, од кои се ширела смрдејата. Сепак, таа живеела уште 3 месеци. За тоа време речиси ништо не јадела и речиси воопшто не спиела, туку само го одржувала своето тело со силата Божја. Во последните мигови од својот земен живот, света Синклитикија имала видение и посета на ангел, а слушнала и повици да појде кон небесата и да го види рајот. Незиното житие завршува со зборовите: И откако го виде сето тоа, доаѓајќи си во себе, им рекла на присутните монахињи смело да се однесуваат и да не бидат малодушни. И им рекла: за 3 дена ќе се одвоем од своето тело. И не само тоа, им го кажала и часот на своето заминување. А кога дојде тоа време, блажената Синклитикија отиде кај Бога, примајќи го од него како награда Царството Небесно, во слава и благодарност на нашиот Господ Исус Христос, а со него и на Отецот и на Светиот Дух, во вечни векови. Амин. Света преподобна Синклитикија, моли го Бога за нас. Свети Макари Макрис се празнува на 21 јануари, нов стил, или 8 јануари, стар стил. Во краткото житие на Свети Макари Макрис, читаме дека тој бил роден во Солун и дека бил совршен маж според своите особини и разум. Уште од раната младост станал монах во манастирот Ватопед во македонската Света Гора. Подоцна отишол во Константинопол, каде станал игумен на манастирот Пантократор и духовник на македонскиот цар Мануил II Палеолог. Свети Макари Макрис тешко се разболел од некоја заразна болест и починал во 1431 година на островот Халци кај Константинопол. Свети Макари, моли го Бога за нас. Света новомаченица Партена се празнува на 21 јануари, нов стил, или 8 јануари, стар стил. Света Партена е македонска светителка и маченица. Родена е во Воден, денешна Едеса, во Егејска Македонија. Била жива закопана во 1373 година заради верата во Исус Христос, кога турците го завзеле градот Воден. И денес во Воден, односно Едеса, постои ридот каде што била жива закопана. Света маченице Партена, моли го Бога за нас. Свети Григори, епископ Охридски
се празнува на 21. јануари Нов стил или 8. јануари Стар стил. Постојат малку податоци за животот и дејствувањето на светиот Григори Охридски. Познато е дека бил благочестив учител и пастир на Христовото стадо. Се упокоил во 1012 година. Во надписот на црквата Света Софија во Охрид се нарекува Григори Премудриот. Свети Григори Охридски, моли го Бога за нас. Свети Јоаники Ракотински се празнува на 24. јануари Нов стил или 11. јануари Стар стил. Преподобниот Јоаники се родил во Охрид на 20. јануари 1847 година од благочестивите родители Ѓорги и Софија Чешмеджиеви. Бидејќи се родил токму на денот кога се слави соборот на Свети Јован, славниот пророк, претеча и крстител, на светото крштение го добил името Јован. Основно образование завршил во неговиот роден Охрид, а не се знае дали посетувал и повисоки школи и каде, но со оглед на тоа дека бил учител во село Ракотинци и најучен во околијата, се претпоставува дека поседувал и повисоко образование. Паралелно со неговото световно образование, неговите родители се грижели и за неговата духовна наобразба. Светото писмо и житијата на светиите биле редовно негово четиво. Преку нив се просветлувал, а редовните богослужби и литургијата му биле духовна храна. Од мали години се навикнал на смирение, кротост, послушание и молитва, и тоа допринело подосна да го избере монашкиот живот и да се откаже од светот, да го земе својот крст и да го следи Христос. Во 1860 година семејството Чешмеджиеви се преселило во Скопје, а младиот Јован почнал да го изучува часовничкиот занает кај својот постар брат Ставре. Откако доволно го совладал, во 1863 година заминал во Врање и отворил самостојна часовничарска работилница, каде што работел 2 години. Потоа повторно се вратил кај својот брат во Скопје и останал да живее тука. Меѓутоа, нешто недостасувало во неговиот живот. Во светот имал се, но во срцето чувствувал празнина. Почувствувал желба целосно да се предаде во служба на Бога и решил да замине во манастирот на Свети Пантелеймон во скопското село Нереси. Оваа негова одлука била плод на неговите среќавања со монасите од обителта на Свети Пантелеймон, и тоа не само во Скопје, но и додека претходно живеел во Охрид, при нивните чести посети на оваа славна духовна престолнина. Во овој манастир, каде во тоа време имало големо монашко братство, тој се докажал како достоен искушеник и на 30. јануари 1873 година, на денот на светиот преподобен Антони Велики, бил замонашен со монашкото име Јоаники. Во овој манастир отец Јоаники монахувал околу година и половина. Потоа, по Божја промисла, преминал во манастирот Свети Илија во Скопска Црна Гора, во селото Бањани, со надеж дека тука ќе остане до крајот на неговиот живот. Меѓутоа, овде не останал долго, затоа што бил спречен од една разбойничка банда арнаути, кои го нападнале манастирот сакајќи да го ограбат, а притоа му се заканувале дека ќе го убијат. Монасите го одбраниле манастирот, но заради одмазничките закани, отец Јоаники отишол во Скопје и повеќе не смел да се враќа. Останал извесно време кај неговите родени браќа и сестри, за потоа, по Божја промисла, да се сретне со игуменот на манастирот Свети Димитри, познат како Марков манастир, и да биде причислен во манастирското братство. Тоа се случило кон крајот на 1874 година. Во Марковиот манастир, во 1875 година, на 26. јули, празникот на Свети Архангел Гаврил, Свети Јоаники бил ракоположен за јеродјакон, а на 2. август, Илинден, примил јеромонашки чин.
Naskoro потоа, Божјата промисла го однела до селото Ракотинци, каде се запатил со обновување на Ракотинскиот манастир Свети Илија, кој во турско време бил повеќе пати разурнуван. Веста за обновувањето на манастирот ги огорчила турските власти и отец Јоаники, за да ја одбегне лутината на турците и да не предизвика неволја и зла во селото, заминал на кратко за Света Гора. Од истата причина тој неколку пати привремено го оставал, а потоа го продолжувал делото на обновување на манастирот, повремено заминувајќи на Света Гора. Во една прилика, кога бил испитуван од турците и запрашан да каже за себе кој е тој смирено им одговорил: "Јас сум православен христијанин и по милоста Божја домаќин на овој манастир и надвор од него ништо друго не ме засега." Оваа негова расудливост, кротост и смирение се исплатила, па го намалил гневот кај турците. За да се промени сета ситуација на подобро, и самиот Бог посредувал преку својата промислителна премудрост. Во тоа време, жената на Валијата страдала од некоја болест на ушите и никој не можел да й помогне. На крајот ја довеле и кај отец Јоаники и по неговите молитви болеста исчезнала. По овие настани, непријателското настроение на турците кон него и кон селаните се облажило и престанале да им пречат во обновата на манастирот. И не само тоа, туку тој веќе ја стигнал до вербата и симпатиите кај нив, така што и самите доаѓале за совети кај него. А и тој самиот се потрудил да го научи турскиот јазик за полесна комуникација. Така, со мудроста, упорноста и ревноста на отец Јоаники, работите напредувале во слава Божја и по 3 години Ракотинскиот манастир на Свети Илија повторно се подигнал. Покрај црквата посветена на светиот пророк Илија, нешто подоцна биле изградени иконаци. Во овој манастир, отец Јоаники, кој подоцна бил произведен и во чин архимандрит, живеел повеќе од 60 години, се до неговото блажено упокојување во Господа во 1941 година. По описите на оние што го познавале, отец Јоаники бил низок по раст, со полничко лице, мил човек со блага душа и смирувачки збор. Бил најомилен меѓу христијанското население, а и турските аскери го почитувале. Селаните го нарекувале и дедоаджија, затоа што се удостоили да отиде на поклонение на гробот на нашиот Бог и Спасител Исус Христос во Ерусалим. Тој бил добро образован и во тоа време бил сметан за најобразованата личност во околината. Предавал во училиштето што самиот го основал во 1896 година во дворот на манастирот Свети Илија, каде што не ги учел децата само на светската наука, туку и на Божјото Слово и на правилен христијански живот, пред се со добриот личен пример и непрестајната молитва за сите. Повремено ги решавал и споровите на местното население како локален судија. Освен тоа, имал познавање од областа на медицината, па местното население му се обраќало за лекување. Како вистински пастир и духовен лекар, тој се грижел и за душите и за телата на своето духовно стадо. Неговиот лекарственик по кој ги лекувал луѓето, денес се чува во црковната архива на Богословскиот факултет во Скопје. Останато е и сведоштво дека архимандритот Јоаники бил многу скромен и не барал никаква помош за себе, освен ако затребало нешто за манастирот. Иако за неговите монашки подвизи не се знае многу, на неговиот висок духовен раст укажува фактот дека му бил исповедник на тогашниот скопски митрополит Варнава, подоцнежен патриарх српски, а митрополитот скопски Јосиф пак во една прилика му рекол: "Јас сум епископ по чин, а ти по дела." Свети Јоаники живеел во многу бурни времиња, со тешки искушенија и притисоци и сенародно страдание. Неговиот долг животен пат поминал низ турското владење, балканските војни, суровата поделба на Македонија помеѓу Грција, Бугарија и Србија во 1913 година со Букурештскиот договор, како и Првата светска војна. По неговата автобиографија,
Свети Јоанники дал детални описи за страданијата што ги претрпувал од турските власти и од локални турски арнаутски одметници, кои во неколку наврати сакале да го убијат. Тој исто спомнува и за неговите страданија кои не престанале ни по балканските војни, кога со поделбата на Македонија во 1913 година, Вардарскиот дел во кој спаѓал Скопје и околијата заедно со село Ракотинци, отпаднале под српска управа. Често бил малтретиран од новите српски власти и свештеници, кои го потиснувале македонското свештенство, сакајќи да наметнат свое и да вршат асимилација. Меѓутоа, Бог постојано го заштитувал светиот Јоанники и тој останувал неповреден. Како што на многу праведници, Бог им го открил времето на преселување од овој привремен живот во вечниот за да се подготват, така и на свети Јоанники му било откриено времето на неговиот крај, како и идните настани со неговото тело. Откако добил небесно известување и покрај својата скоро 100-годишна возраст, сам си ја ископал гробницата, а кога селаните го молеле да му помогнат во копањето, тој возвраќал со зборовите: "Таа е лично за мене, сам ќе си ја направам." Се упокоил на 24 јануари 1941 година и бил погребан во својата гробница. Меѓутоа, според зборовите од Евангелието, дека не може да се сокрие светило на врв на планина, така и свети Јоанники Ракотински не можела да го сокрие земјата. После 30 години од неговото упокојување, неговите свети и нетлени мошти на чудесен начин биле изфрлени на површината и се исполниле неговите пророчки зборови дека неговото тело нема долго да остане во земјата, туку ќе излезе надвор од неа за поука на луѓето. Селаните решиле да не го погребуваат повторно во земја, па го положиле во една помошна барака при селскиот храм, посветена на успение на Пресвета Богородица. Таму нетлените мошти на свети Јоанники останале се до 1986 година, кога тогашниот млад парохиски свештеник побожно и со сите почести ги измил и помазал, па ги префрлил во друга гробница која се наоѓала во една од селските цркви. Подоцна, со благослов на неговото блаженство Господин Михаил, телото на свети Јоанники било преоблечено во нови одежди и вратено во старата гробница, но сега покриено со 3 камени плочи, од кои на третата имало отвор, преку кој можело да се види сочуваниот лик на преподобниот старец. Но таму, изложено на несоодветни услови на дворешни временски промени, телото на светиот почнало да се распаѓа. Може би Бог така сакал, како што се случило и со нераспадливото тело на свети Нектари Егински, телото на нашиот свети Јоанники да се распадне, за да може да се подели за благослов низ целиот свет. На 24 септември 2017 година, во Соборниот храм во Скопје, Македонската православна црква Охридска архиепископија го канонизира преподобниот Јоанники Ракотински за светител. Неговите свети мошти денес почиваат во Соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје и точат многу исцеленија и чудеса. Од нив и денес може да се почувствува благоухание, кое сведочи за светиот живот на старецот. Свети Јоанники Ракотински, моли го Бога за нас. Свети Гаврил Лесновски се празнува на 28 јануари Нов стил или 15 јануари Стар стил. Свети Гаврил Лесновски се родил во местото Осечко поле, во близината на Крива Паланка, во крајот на 10-тиот или почетокот на 11-тиот век. Неговите родители биле имотни луѓе и биле блиски до царските советници. Тие најпрво долго време немале деца, поради што постојано се молеле на Бога да им подари рушва. Бог ја услишил нивната молитва и набрзо им се родил син. Откако детето пораснало, тие го дале кај некој учител за да го научи да чита и да пишува. Детето било многу бистро и набрзо почнало да го чита Светото писмо, не одвојувајќи се од него.
Кога дошло време да се ожени, родителите му нашле девојка од царски род. Но набргу девојката починала. Гаврил ги замолил родителите да му дадат благослов да води подвижнички живот. Тие го благословиле и тој заминал. По патот се сретнал со некој ѓакон што се викал Тома, со кого заедно продолжил да патува. Преку ноќ на Свети Гаврил на сон му се јавил еден ангел Господов кој му рекол: Стани и појди во Осечко поле на местото што ќе ти го покажам и изгради таму храм посветен на раѓањето на Пресвета Богородица. Откако се разбудил, Свети Гаврил се вратил во својот родителски дом и им раскажал на родителите за својот сон. Тие му дале пари и тој набргу изградил црква на местото кое му било посочено. Потоа преподобниот заминал во Лесновскиот манастир, каде побарал да се замонаши. Игуменот на манастирот најпрво го ставил на многу искушенија, а откако го согледал неговото смирение и трпение, го замонаши. По извесно време, Свети Гаврил побарал од игуменот да му даде благослов за да живее во некој скит близу манастирот во долината кон Злетово. Игуменот се согласил и преподобниот отишол таму, минувајќи го времето во молитви, неспиење, молчење и осаменост. Народот разбрал за него и мнозина дошле да бараат да им помогне во нивните болести, а тој тоа и го правел како посредник пред Бога. Но постојаните посети на луѓето го принудиле преподобниот да го напушти скитот, пошто се преселил во местото Луково во некоја мала шума, каде поминал известно време. Таму никој не го вознемирувал, но еден ден случајно наишол некој козар со своето стадо. Кога го видел Свети Гаврил како се моли, козарот паднал на колена пред него и во очај почнал да го моли да му помогне преку молитвите кон Бога, затоа што неговите кози добиле некоја болест од која секојдневно пропаѓале. Преподобниот Гаврил му рекол на козарот: Не плаши се, чедо, твојата тага Бог ќе ја престори во радост. По близина имало некој камен на кој имало дупка во која имало собрана дождовница. Свети Гаврил дошол близу каменот, се помолил на Бога, а потоа ја прекрстил водата. Зел од неа и му дал на козарот, велејќи му да ги попрска козите. Козарот го сторил тоа и козите навистина оздравеле. Но потоа Свети Гаврил е напуштил и оваа шума и заминал уште подлабоко во дивината. Дошол на некој рид што го викале Облов врв, каде живеел и се подвизувал во пост и молитва уште 30 години. Таму и го завршил земниот живот. Но оние кои го познавале не знаеле каде се неговите мошти. По долго време Свети Гаврил се јавил во сонот на некој монах по име Јосиф, по потекло Русин, кој во тоа време се подвизувал во Софија. Свети Гаврил во сонот му рекол на монахот да појде на ридот Облов врв и да ги земе неговите мошти. Но монахот не знал дали тој со невистинит или можеби е некоја измама на ѓаволот. Следната ноќ пак го сонил истиот сон. Монахот се исплашил, но и овој пат не реагирал. Третата ноќ повторно го сонил истиот сон. Утредента отишол кај митрополитот и му го раскажал сонот. Митрополитот се распрашал кај луѓето од околните села, дали во таа епархија има рид што се вика Облов врв, а тие му рекле дека нема. Тогаш митрополитот испратил писма до епископите, прашувајќи ги дали во нивната епархија има рид со такво име. Едно такво писмо стигнало и во Злетово. Тамошниот епископ се растрашал и дознал дека тој рид се наоѓа во неговата епархија. Напргу го известил митрополитот од Софија, кој дошол во Лесновскиот манастир, заедно со монахот Јосиф и неколку свештеници. Оттаму се опатиле кон ридот Облов врв, но не знаеле точно каде се наоѓаат моштите. Ноќта Свети Гаврил повторно му се јавил во сон на Јосиф и точно му го кажал местото каде почивале неговите мошти. Утредента навистина таму ги нашле моштите и откако им се поклониле, со сите почести ги пренеле во Лесновскиот манастир.
Набргу таму почнале да се случуваат чудесни исцелувања. Забележано било исцелувањето на раката на ќерката на еден ерменец кој живеел во Кратово. Во 13. век моштите на Свети Гаврил Лесновски биле пренесени во Трново, по местото трапезица, во храмот посветен на светите апостоли. Меѓутоа, по османлиското навлегување во овие територии, на моштите на Свети Гаврил им се изгубила трагата. Во врска со житието на Свети Гаврил Лесновски, важно е да се спомне дека во некои дела од соседните црковни историографии дошла до израз антимакедонската дневно-политичка пропаганда. Така, во прологот од Белград пишува дека Свети Гаврил бил словен, а во бугарската житија на светиите пишува дека бил бугарин, иако така наречените бугари, односно туркмено-татарите, никогаш масовно не се населиле во овој дел на Македонија. Очигледно е дека упорно се избегнува да се спомне неговото македонско потекло, и истото или се маскира со општата именка Словен, или целосно се искривоколчува со туѓ етноним, односно бугарин. За жал, ова е случај со многу други наши македонски светители. Сепак, нашиот македонски народ добро ги знае и со љубов ги чествува своите духовни светилници, меѓу кои е и македонецот Гаврил Лесновски. Свети Гаврил Лесновски, моли го Бога за нас. Свети Прохор Пчински се празнува на 28 јануари Нов стил или 15 јануари Стар стил. Свети Прохор Пчински бил роден на крајот на 10 или почетокот на 11 век од татко Јован и мајка Ана. Неговите родители потекнувале од овчеполските села и биле честни христијани. Најпрво немале деца и му се молеле на Бога да им подари рожба. Бог ги услишил нивните молитви и набрзо им се родило машко дете кое го крстиле Прохор. Описот на Прохор во неговото житие е предаден со следните зборови. Навистина овој Прохор беше светилник на светот, навистина постник, навистина пророк со пророчка дарба, навистина маченик кој лежал на камен. Кој јазик ќе го исповеда неговиот труд, на земен човек или на небесен ангел? Во планината поднесуваше зимски измачувања и трпење, а во лето потење и жешко сонце. И ги обдари Господ неговите родители со ова свето дете, и засветли со добродетелта како звезда која свети од исток кон запад, и навистина стана втор Самуил. Овој свет отец Прохор Пчински беше пустиножител со благодат. Кога пораснал, родителите го убедувале Свети Прохор да се ожени, но тој повеќе сакал да се подвизува во името Христово како пустиник. Го напуштил својот дом и отишол да живее во една планина. Таму нашол некоја пештера крај која имало извор со вода. Во неа останал да живее цели 32 години, осамен со своите молитви. Големи маки доживеал среде зима на мраз, а среде лето на жештина. Се хранел само со зелје и со корените од околните стебла. Но еден ден, според Божјата волја, крај неговата пештера поминал некој ловџија. Свети Прохор седел пред пештерата, кога пред неговите нозе дошла една срна. Тој ја погалил, а потоа се појавил ловџијата што ја бркал. Тој се викал Диоген и кога ја видел срната како мирно лежи крај нозете на Свети Прохор, се уплашил и почнал да бега. Тогаш Свети Прохор го повикал со неговото име. Диогене, немој да бегаш. Врати се, и јас сум човек. Кога ловџијата го слушнал своето име, сватил дека се работи за свет човек. Исплашено му се приближил и паднал пред него барајќи благослов. Свети Прохор го благословил со зборовите: Диогене, речено е да одиш во Цариград и да бидеш цар. Но кога ќе дојдеш на престолот, спомни ме мене старецот поради пророштвото што ти го изреков. Диоген заминал чудејќи се на овие зборови на старецот
кој недолго потоа ги заборавил. Потоа Свети Прохор ја напуштил пештерата и се населил во друга. Таму продолжил да се подвизува. Притоа честопати бил искушуван од ѓаволот, кога го победувал со силата на своите молитви. Во меѓувреме, ловецот Диоген навистина отишол во Цариград. Како што пишува во житието, тогаш во Цариград немало цар. На цариградскиот патриарх му се сонило дека токму Диоген треба да биде цар и пред насобраниот народ фрлил штрепка која се паднала токму на Диоген. Штрепката уште 2 пати била фрлена и обата пати паднала кај него, така што тој бил прогласен за цар. Откако станал цар, Диоген ја слекол својата ловечка облека и облекол царска, а ловечката ја ставил во една одаја. Во меѓувреме, Свети Прохор се преселил на небесата. По извесно време царот Диоген го сонил Светиот Прохор, кој му рекол: „Ја заборави твојата облека и мене старецот." Тогаш Диоген во придружба на патриархот и својата свита заминал да го бара местото на кое се сретнал со Свети Прохор. Ја нашол пештерата, но таму ги немало моштите на светителот. Сепак царот наредил таму да се изгради црква. Ноќта Свети Прохор повторно му излегол во сон на царот и му кажал каде да ја најде пештерата во која почиваат неговите мошти. Утредента царот навистина ја нашол пештерата и моштите кои се уште не биле искниени. Царот и патриархот паднале на колена пред овие свети мошти. Потоа царот наредил да биде направен ковчег украсен со злато. Наредил ковчегот да биде однесен на местото каде што претходно наредил да биде изградена црква по чест на светителот. Но тогаш ковчегот станал неподвижен. Диоген сватил дека желба на Свети Прохор е да остане на тоа место. Така царот наредил таму да биде изградена црква, во која биле поставени светите мошти. Од овие мошти се случувале многу чудесни исцеленија. Важно е да се спомне дека ловецот Диоген е всушност царот Роман IV Диоген, кој владел со Македонското царство од 1067 до 1071 година. Историските податоци ни кажуваат дека Роман IV Диоген навистина на млади години отишол во Цариград, каде стапил во воена служба, а на престолот на Македонската империја дошол откако се оженил за царицата Евдокија, која била вдовица на претходниот император Константин VIII Дука. Роман IV Диоген го завршил својот живот како монах. Инаку, и денес е позната пештерата каде што се подвизувал Свети Прохор Пчински, кога Диоген ловел покрај неа. Таа се наоѓа недалеку од црквата Свети Ѓорги, близу селото Старо Нагоричане. Сушност, овде била црквата подигната од царот Роман IV Диоген, која подоцна била урната, а на незините темели, во почетокот на 14. век, била подигната нова. Во 1965 година биле откриени и остатоци од малата црква, што царот Роман IV Диоген ја подигнал на местото каде ги открил моштите на Свети Прохор Пчински. Оваа црква била откриена на падините на планината Рујан, на десниот брег на реката Пчиња. Свети Прохор Пчински моли го Бога за нас. Свети Антони, нов чудотворец. Се празнува на 30 јануари, нов стил, или 17 јануари, стар стил. Свети Антони, нов чудотворец, живеел и се подвизувал во 14. век. Бил роден во македонскиот град Бер, кој денес се нарекува Верија. Неговите родители биле имотни луѓе, а тој уште како дете се посветил на Бога. Во раната младост се замонашил во еден манастир во Пиерија, област во јужниот дел на денешниот егејски дел на Македонија. Во манастирот Свети Антони живеел богоугоден живот, исполнувајќи ги сите задачи поставени од игуменот.
но еден ден го замолил игуменот да му дозволи да се исели од манастирот и да се насели во една пештера во блиската шума. Игуменот го благословил на тоа и свети Антони заминал. Откако нашол погодна пештера, преподобниот осаменик се населил во неа и таму останал да живее подвизувајќи се цели 50 години. Бил посетуван само од еден свештеник, кој повремено доаѓал да го причести. Никој друг не знаел каде живее свети Антони. За цело време се хранел само со растенијата што растеле околу пештерата и пиел вода од блискиот извор. За неговите бројни искушенија и подвизи раскажувал свештеникот што го причестувал. Ѓаволот на секој начин се обидувал да го искуша, земајќи облик на разбојници кои доаѓале да го претекуваат, или облик на зверови кои сакале да го изедат, или пак облик на надојдена вода што се заканувала да го потопи заедно со пештерата. Но сето тоа свети Антони го издржал со Божја помош. Доживеал длабока старост и се преселил на небесата кога имал над 90 години. По неговата смрт некои ловџии поминале крај пештерата во која се подвизувал. Нивните кучиња почнале да лаат и тие погледнале кон пештерата. Таму им се прикажала некоја рака која ги повикала да влезат. Тие помислиле дека тоа е некој нивни другар кој ги повикува да ловат во пештерата. Но кога влегле, виделе дека внатре нема никого. Наеднаш го здогледале мртвото тело на светителот над кое имало светлина. Така сватиле дека се работи за свет човек и се поклониле. Кога се вратиле во градот, веднаш го известиле архиерејот. Тогаш архиерејот заедно со свештениците и многу народ се упатиле кон пештерата, откаде го презеле телото со сите почести. Но меѓу жителите на Бери Пиерија настанало несогласување околу тоа кој од нив да го преземе телото на светителот. На крајот одлучиле за тоа да реши самиот свети Антони. Го ставиле неговото тело на една кола во која впрегнале 2 вола. Потоа ги пуштиле воловите да одат сами. Тие отишле право во Бер и застанале пред домот на неговите родители. Така, самиот светител дал до знаење дека сака неговите мошти да почиваат во неговиот роден град. На тоа место подоцна била подигната црква во која биле положени неговите свети мошти. Од нив биле забележани многу чуда, а планината во која се наоѓала пештерата каде што се подвизувал, подоцна станала живеалиште и на други монаси. Таму биле подигнати скитови со неговото име. Свети Антони, нов чудотворец, моли го Бога за нас. Свети Ѓорги Јанински се празнува на 31 јануари нов стил или 18 јануари стар стил. Свети Ѓорги се родил во 1810 година во селото Чуркли, блиску јужниот македонски град Гревена, Егејска Македонија. Неговите родители се викале Константин и Василка и работеле како сиромашни земјоделци. Обајцата умреле кога Ѓорги имал само 8 години. Кога пораснал, Ѓорги извесно време работел како конјушар, а потоа се вработил кај некој турчин во Јанина. Таму се влюбил во некоја убава девојка по име Елена, со која посакал да се ожени. Оџата во Јанина, кога разбрал за неговата намера, го наклевитил кај кадијата, обвинувајќи го дека е муслиман, кој сака да помине во христијанството и да се ожени со христијанка. На судењето, свети Ѓорги изјавил дека е христијанин и дека никогаш не бил муслиман, а тоа го потврдил и неговиот стопан. Така тој бил ослободен и се оженил со Елена, а кога им се родило дете, веднаш го крстиле во црква. Но на 26 јануари 1838 година,
Ѓорги бил повторно уапсен и изведен пред суд заради клевета од истиот оџа што го наклеветили претходно. Злобниот оџа и овој пат тврдел дека Ѓорги е муслиман кој поминал во христијанството. На судот, врз Свети Ѓорги бил извршен голем притисок да помине во исламот, но тој тоа решително го одбивал. Дури му довеле и некој исламизиран христијанин, кој го убедувал така да постапи, но Свети Ѓорги не попуштал. Тогаш турците провериле дали над него извршен сунет, но иако се увериле дека тој навистина е христијанин, не го ослободиле, туку го фрлиле во темница. 5 дена Свети Ѓорги бил мачен во темницата, но не се откажал од светата Христова вера и постојано повторувал: Јас се родив христијанин, сега сум христијанин и како христијанин ќе умрам. Тогаш бил подложен на уште пострашни мачења. Кога разбрале христијаните од Јанина, се собрале и отишле кај турскиот управник да го молат да го ослободи. Истовремено, некои од нив скришно го убедувале Свети Ѓорги да побегне во Грција, новосоздаденото автономно кралство, кое во 1830 година го создале големите сили после ослободувањето на таа територија од османлиското владење. Практично, Јанина тогаш се наоѓала близу самата граница помеѓу новосоздадената држава Грција и Османлиската империја, така што Свети Ѓорги доколку сакал можел сосема лесно да се префрли од онаа страна на границата, за да се спаси од натамошните мачења. Но тој одбил молбата на христијаните и останал подготвен да умре за Христовата вера. На присутните им рекол: Не плашете се, браќа, јас најрадосно ќе пострадам за мојот Христос. Откако турците виделе дека не можат да го убедат да стане муслиман, го осудиле на смрт и јавно го обесиле. По 3 дена христијаните го зеле неговото тело и го погребале во олтарот на храмот Свети Атанаси во Јанина. Наскоро потоа, во 1839 година, бил канонизиран за светител од страна на цариградскиот патријарх Григори VI. Од моштите на Свети Ѓорги се случувале многу чудесни исцеленија. Во некои извори погрешно се толкува дека Свети Ѓорги Јанински наводно бил албанец. Имињата на неговите родители, Константин и Василка, тоа воопшто не го потврдуваат. Впрочем, добро е познато дека во мнозинството црковно-историски книги објавени во соседните земји, етничката припадност на македонските светители е прикажана поинаку. Причините за ова ни се на сите добро познати. Свети Ѓорги Јанински, моли го Бога за нас.